Може да не кажете која е потребата за формирање на нов закон за управување со природно и културно наследство во Охридскиот регион? Значи, ние како еколошко удружение на граѓани кои што работи од областа на еколошкото право, имавме една анализа на тој законот кој што постоеше од 2010 година, кој што е уствоен за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион. Сега се покажа дека од една страна и самиот закон има одредени фалинки, да кажам на некој начин, кои што не се во согласно со самата конвенција на УНЕСКО и требаше да се ревидира истиот со цел да ги рефлектира и оние одредби од конвенцијата кои што треба да се рефлектирани во законските решенија, а се однесуваат и на управувањето и на воспоставување на некакви контролни механизми и така натака, и од друга страна да ги рефлектира препораките кои што УНЕСКО ги побара од нас во 2017 година. Сега ние како членови на таа работна група можам да кажам дека повеќе од 80% беше наш допринос, особено во однос на промените на управувачката структура, на општите одредби и забрани кои што се сега новина и воведени во новото предлог решение. Инспекторатот, многу важно тоа што претходно недостасуваше беа одредбите за инспекторатот за урбанизам и градежништво, сега тие се таму ставени со јасно дефинирани функции на секој од овие. За секој, да речам, детектиран пропуст или геп од една страна во самиот закон беше адресиран соодветно и со цел да се направи соодветно законско решение онакво какво што му доликува и кое што ќе гарантира од една страна и соодветна имплементација и одговорност доколку нема соодветна имплементација и од друга страна заштита на универзалните вредности. Се ве стигнате до едно законско решение кое што сметате дека е добро, го презентиравте пред УНЕСКО во Баку, тие дадоа своји препораки, а Комисијата за култура поднесе друг предлог закон во собранието. Тој закон кој што беше испратен од страна на Министерството за култура во Баку е различен од тој закон кој што сега во моментов е влезен во собраниска процедура. Одредбите кои што се однесуваат на начинот на одлучување со вклучување на политичките критериуми во рамки и на управувачкото тело и на одлучувањето, никогаш во ниту еден момент не било предмет на дебата, ниту со јавноста, ниту со експертската и стручната јавност, ниту пак и во рамки на самата работна група. Значи, фактот беше дека целта на целата таа работа, на целиот тој член, да се деполитизира и да се остручи, со цел нели да не дојдеме до ова дереже до кое што сме сега, со ова се враќаме чекор назад. Со тоа што со ваков начин на носење на одлуки, вие правите законско решение уште полошо од преходното. Дали мислите дека со овој закон конкретно сега кој што е како предлог во собранието ќе се успеат да оформат совет кој што навистина ќе работи во придонес на градот? Вака сега со овие прилепени и додадени одредби кои што ниту со јавноста, ниту со експертите, ниту со никој не биле консултирани, никогаш, не. Сега за сето тоа да биде како што треба, тоест самото тело и функцијата на тоа тело да е стручност и специјалност и одговорност за нивните одлуки, влијанија и така натака, се што они како одлука или како коментар или како мислење би го изделе како тело, токму затоа беа воведени сите овие одредби. Прво за критериумите, врз основа на што и како се бираат тие членови, која е биографијата која што треба да ја поседуваат, значи таму има доктори на науки и така натака, тоа е суштината. На тој начин вие обезбедувате дека стручната јавност би била таа која што ќе одлучува за Охридскиот регион. Сега инкорпорирањето на членови од Министерството за политички систем, министерство кое што нема апсолутно никаква улога во управувањето, ниту пак и некаква можност да учествува во активности и мерки, очигледно е дека се враќаме назад кон политизирање на истото тело место кон стручност. Да, и дали можеме да очекуваме од Министерството за политички систем, каде што министер е Садола Дурако, оној кој и со работата во Министерството за животна средина и со неговата биографија покажа многу ниски компетенции, дека ќе номинира член кој што навистина ќе се залага за подобрување на ситуацијата, а не за повторно
политизирани и повторно за они си најдат начин да ги протнат своите интереси. Значи, два проблеми има кога се збори за тој дополнителен став во рамки на членот, кој што никој од нас експертите ниту го консултирале, ниту пак ќе го побарале мислење. Едниот е прво надлежностите на министерството, на конкретното тоа министерство. Значи нема никакви надлежности конкретното тоа министерство во било што се случува во Охридскиот регион. Значи ниту во управување, ниту во конкретно спроведување на мерки и активности, значи нема. Едно е дека нема надлежност. Кога некој нема надлежност, како вие ќе дефинирате услови? И ако заприметите, тој е единствениот член за кој што не се дефинирани никакви услови. Него само се номинира од страна на Министерството за политички системи и тоа е тоа. Значи јасно е дека со таа конкретна одредба се врши политизирање. И втората работа со која што се врши политизирање е да се носат одлугите со БДНТ. Зошто баш одбора да го направат тоа и како они ќе успеат истото тоа да го манипулираат за понатака да може да им биде во нивна корист? Целта и обврската и зошто уствари се пристапи кон менување на управувачката структура беше за да се деполитизира. Бадентеровиот начин на носење на одлуки е политичко носење на одлуки, не стручно. Стручно носење на одлуки е кога 5 експерти ќе седнат без разлика на нивните етнички или било какви политички уверувања и така натака, него од експертска страна ќе кажа дека ова е соодветно или ова не е соодветно за да се спроведе или да не се спроведе, да го забранат или да го дозволат. Во овој случај, кога вие воведувате политички критериум на носење на одлуки, факт е дека го политизирате и одлучувањето и самото човек. Има ли шанса да го спасиме Охридскиот регион? Тоа пак ќе кажам зависи најмногу од прво политичката волја, значи и заложба. Од друга страна зависи и од спремноста на институциите да одговорат на сите овие предизвици и прашања. Од тоа што го видовме во Баку, наместо да институциите и владата презентира вистинска зрелост и состојба каква е ситуацијата во Охридскиот регион, тие се одлучија да одат со извитоперени факти и извитоперена реалност. И токму поради тоа да побара дека ете има некаков прогрес, па може да се среди ситуацијата во Охридскиот регион. Од последните изјави сега ево гледаме од градоначалникот на Охрид повторно изјава дека нема капацитет да се справи. Значи поентата на одењето во Баку беше да обезбедат дека капацитети од страна на експертите на УНЕСКО и финансиска помош ќе бидат достапни за да може да се адресираат сите пропуски и проблеми детектирани во Охридскиот регион. Наместо да го направат тоа, тие се одлучија на политизирање на целата ствар, само за да не се стави на листата на светско наследство во опасност, дури и по цена да ги изгубиме универзалните вредности во Охридскиот регион. Не сакаат да прифатат одговорност? Дека не сакаат да прифатат одговорност, тоа е факт. Изминативе сите влади не сакале да прифатат одговорност, затоа и е стигнато до сега, до на состојба која што двете консултативни тела на УНЕСКО многу добро ја дефинира. Состојбата е толку ранлива, толку е сериозна, што треба веднаш да се стави на листата на опасност, на светски наследства во опасност. Не заради некаква политичка одлука или заради политизирање на целата состојба, него експертите ви кажува дека ситуацијата е сериозно лоша. Од вас зависи дали ќе останат тие вредности или ќе ги доуништите.